Американците кои живеат во пензионерска заедница во Централна Флорида ги интересираат многу активности. Сакам да танцувам и видов дека има забава. Забава во живо секоја вечер. Тоа ми се допадна. Плюс, можете да учествувате во тоа колку што сакате. Дојдете тука, ќе запознаете некои пријатели, ќе танцувате, ќе се напијате неколку пијачки. Има одлични места за јадење. Се е направено за тоа што сакаат да прават пензионерите, како се чувствуваат, што ги прави среќни, каква музика сакаме, какви се нашите интереси. Околу 80.000 луѓе живеат во вакви заедници. Има голф, десетици клубови и активности и градски плоштади што нудат забава во живо. Луѓето го нарекуваат Дизни за стари лица. И со право. Некои сакаат да живеат тука. Има и други типови на луѓе чии семејства се приоритет број 1 и сакаат да живеат на север, за да бидат во близина на нивните внуци и другите блиски. За постарите лица кои бараат нешто потивко, има и такви пензионерски заедници во државата од кои можат да изберат. Имаме толку многу заедници да изберете, за секој по нешто. Една заедница може да не е добра за една личност, но може да биде за друга. Барбара Виз добро се вклопила во пензионерската заедница Хоторн во Лисбург, дошла поради климата и социјалниот живот. Има над 100 активности, од спорт, ликовни уметности, изведувачки уметности и игри со карти. Постојат можности во овие заедници за постарите луѓе да прават работи, што обично се само за помлади. Чувството за безбедност е исто така плюс во оваа заедница. Има копчиња за помош во нашите домови. Ако имате итен случај среде ноќ, го притискате копчето и некој ќе дојде да провери. Но забавата е при крај. По 30 години пензионерски живот во Флорида, Барбара Вис и незиниот 90 годишен сопруг се враќаат во државата Мејн за да бидат во близина на нивните возрастни деца. Да бидеме искрени, нема да сте здрави за секогаш. Кога ќе дојде крајот, вашето семејство е тука. Виз не е тажна поради оваа одлука. Напротив, возбудена е што има шанса да започне ново поглавје на 87 годишна возраст.